Почнуваме. Здраво на сите, ова е Македонска ера трета, емисијата под наслов Македонска ера трета е поканета од Бранкица Димитровска. Бранкица е член на Македонска ера трета и лице со попреченост, така да ќе има две полиња за разговор. Како прво, здраво Бранкице и благодариме на поканата да бидеме виртуелни гости кај вас дома. Благодарам и на вас на поканата. Па како прво прашање, запознате ги нашите гледачи накратко со вашиот животен пат. Па Бранкица Димитровска е родена во Крива Паланка. На свој 18 години имав сообраќајна несреќа, тоест две сообраќајни несреќи во една ноќ, она последователни една по друга и која ме носеше амбулантното возило. Поминав низ многу искушенија во болница. Знаете, многу е тешко кога ќе одите, кога сте на нозе, кога се движите здрав и прави преку ноќ, кога ќе ви соопштат дека повеќе нема да можете да одите. Значи, бидејќи сум темпераментен карактер, оваа прилика сакам и да ги поздравам докторите од Костозглобна болница и персоналот што ме трпеа, и многу пискав и врискав, не можев да ја прифатам таа вест. Она што се случуваше после тоа и со семејството мое е тоа што татко ми 95, ако се сеќавате, оној период на транзиција 95 кога ги отпуштија од работа. Мислам дека заеднички цело семејство почнавме да прекосиме на општеството. Издржавме, бидејќи борци сме сите. Јас, татко ми, мајка ми, Бог да ја прости, брат ми, заедно прекосевме на се што ни се случуваше во животот. Јас не сум тип што се њањави, но она што се лигави, туку стискам заби, па мускули и така го продолжувам и со следниот ден. Да бидам искрена, ниту еден ден не можам однапред да си го испланирам, дори само не знам утре каде и како ќе бидам. Бидејќи сум активна и во здруженијето, па и политички и секаде, и онака и социјален и општествен живот. Баш инклузивна. Да. Со какви предизвици се соочувате секојдневно? Предизвиците, јас пред се ги гледам во нашето општество, во системот. Недостаток на системски решенија, недостаток на сервиси. Многу друг ред работи, пристапност до институциите. Така да, мене еднаш ми се случи на една национална телевизија интервју, правиме баш кај Центарот социјални работи на град Скопје и таму ставено една количка за пазарување, за во маркет. Значи, блокирани влезови, тоа е само пристап до скалите и толку. Значи, да бидеш лице со попреченост во Македонија е многу тешко. И не знам, вие сте од Канада, можеби таму поинако и подобри услови имаат лица со попреченост, но овде во Македонија да бидеш лице со попреченост, навистина треба да си храбар, да си херој на денешницата. Јас многу пати велам лицата со хендикеп или со попреченост по законот сега како што велиме, ние сме херои на денешницата. Да, точно, во секаде е тешко да се биде лице со попреченост, меѓутоа во западните држави каде што има повеќе економски услови е до некаде олеснето тоа. Дали и каква помош добивате од државата? Па, не сите. Со новиот закон што беше за труд и социјала од Мила Царовска, со тој закон претрпија штета некои групи на лица со попреченост, така да, иако таа, нели, она го пумпаше као се на колку, на 400% зголемена социјалната помош, она, нема врска, тоа е акумулација, акумулиран збир на сите други додатоци што, нели, сега ќе кажам дека сум, нели, на факултет, на правниот факултет, така да ние велиме право со право не се врзува. Она што ги следува лицата со попреченост, реков, се зависи од диагнозата.
генерално тоа е додатокот за попреченост кој е 7000 денари. Некои, меѓу кои јас имам и туѓа нега, познато на додатокот трето лице, познат кај народот како туѓа нега, 4000 и нешто. Така да, тоа е тоа. А ако земеме предвид дека не сме ослободени од партиципација во здравството, може да замислите колку пари одат за лекови, колку пари идат за комунални сметки, па да не зборам за витамини и сето тоа. Значи, у глобала многу тешко е, а посебно пак на семејствата кои што имат лица со попреченост и нашите семејства, многу е тешко. Јас се надевам дека ќе го доживеам, 30 години како сум во инвалидска количка со траен инвалидитет, си велам додека сум жива, барем да доживеам дека има некоја напредок. Не знам зошто сум се борела понекогаш, велам дали доволно направив, дали можев уште. Не знам, се надевам и молам Бога да еден ден да видам некој напредок во оваа држава наша. А како се снаоѓате со обезбедување на потребните помагала? Се разбира, секој има посебни помагала, но вие лично како се снаоѓате со посебните помагала и тоа што знаете за други како се снаоѓаат? Па од ортопедски помагала за колички збориме тука што идат преку фондот, едва излобиравме некако, тоа траеше со години, значи невладиниот сектор тука што ги штити правата на лицата со попреченост, од тој невладин сектор зборам за таа категорија на граѓани, се изборивме за да добиеме некои активни колички. Активни колички, која велам, тоа се оние полесни колички, потесни, покомпактни. И тоа не е она како во Европа, во која што се стремиме во европски, како да бидеме членка на Европска унија, и тоа не се такви, далеку од тие се пак по квалитет и се, но ајде да речеме колку толку некако лесно. Во делот на декубиталните перничења, значи рохо перниче 550 евра, значи и не е на терет на фондот, фондот дава нешто некои 4000 денари, тоа некој сунгерес, тоа некој порпена што може да дојде до отварање на декубитални рани кои што се многу често се фатални по некојаш и по животот. Што се однесува до мене, па и повеќето лица со попреченост, може би вие гледате, јас прво тебе сакам, драги, да ти се заблагодарам, бидејќи имав потреба од ортопедско помагало од декубитално перниче, да ти се заблагодарам на твојата хуманост што ми донираше за перничето, што на некој начин рачун е дека си спасил некој живот, бидејќи многу пати јас и со која разговараме, која имаме средби со функционери, институции, фондови, многу пати велам, луѓе, инвестирајте во она што ни треба, бидејќи лечењето е поскапо од ортопедското перниче. Оти да се лечи декубитална рана, најмалку година време треба и тоа зависи од кој стадиум ќе. Така да слободно можам да кажам, си спасил живот, драги, ти благодарам. А каква помош очекувате од државата? И што се ви потребно? Помош, ако велиме за хуманитарна помош, јас сум многу против тоа, но бидејќи ги нема државата тие системски решенија, законски, затоа и луѓево се приморани да бараат помош, дали од нашите сонародници надвор од Македонија, зборам за диаспората, или гледате многу пати апел за помош за операции или за нешто за донации, се донира. Тоа не е решение, значи ние секогаш бараме системски решенија. Значи јас да имам право на лекување во странство, да имам право на ортопедски помагала по квалитет и се, да имам право на социјална сигурност. Значи, апсолутно немаме ништо, но се надевам во иднина еве со ера трета нешто ќе успееме со македонска ера трета, ќе успееме да направиме. А со какви пречки се соочуваат лицата со попреченост и посебни потреби кога се надвор од својот дом? Па како преска што спомна пред малку, може да дефинирам со една реченица во еден неврзан разговор, нели, која зборевме. Ја вака реков, хендикепот не е во поединецот, туку во општеството. И така да јас мислам дека повеќе не е на нас хендикепирана државата, а политичарите на нас ни се лица со попреченост, со посебни потреби. За жал такви ги бираме. Да.
Имаат ли лицата со попреченост подеднакви права како останатите лица? Формално правно да, по закон кога гледаш ти викаш да, формално правно да, но материјално правно не, ништо на терен. Значи, еве, кога доаѓате во Македонија, не знам колку лица со попреченост можете да видите, еве некого во количка на улица, колку сте сретнале? Еден, зависи колку време, двајца. Тоа е показател колку ни е престапноста, колку сме социализирани. Многу пати велам како држава на нас системски да не угнетува самата направи еден закон за да лицата со попреченост се затворат дома. Знаете, кога немате доволно финансии, си велиш да излезам и да ме поканат и да се напијам едно кафе, 50-100 денара, едно сокче 200 денара, кој нема кола со такси 200 денара, 300, не можеш да си дозволиш. И затоа мислам и самите принудно системот како да ги затвара лицата со попреченост сами да се затвараат дом. Од немајкаде. Тоа сум приметил дека не сум забележал некои луѓе со количка на пример низ Скопје да шетаат, додека тука при купување, тргување на улица се гледаат луѓе со колички, но воглавно се колички на електричен погон, така да во движење се како да се движат скоро по тротоарите, нели, но како во сообраќај да се движат, но тоа е веќе друг систем кој е разработен многу одамна. Кои права треба да им се овозможат и кои права им се ускратени на лица со попреченост? Видите, државата, тоест политичарите тие се многу сладки на зборови, како што реков, ќе ви дадеме ова, ветуваат во програми, се има, значи, секакви права ветуваат, многу права, некојаш мене ми изгледа ова, Боже мој, као Елон Маск да ги пишувал нешто така, доаѓа. Јас секогаш велам, тие закони што ги имаме, да не стојат само напишан збор на хартија, туку и да се материализираат, тоест да се имплементираат во реалност. Тие права, нека ни ги дадат и уште многу икс други имаме, бидејќи Македонија е потписник на меѓународната конвенција на Обединетите нации, уште во 2011 ја ратификуваше конвенцијата и многу од лицата со попреченост ги црпат тие права од конвенцијата, бидејќи пак таа конвенција е влезена во член 118 од уставот. Ами сега ќе го кршиме уставот или ќе го почитуваме уставот? Јас сум за да го почитуваме уставот. Сега колку, ако можеме да одиме во насто, колку насто од тие правила според Обединетите нации кои влезен во законот во Република Македонија, колку насто е спроведено на дело? Значи, според последните препораки од комитетот што ги даде од Обединетите нации, ако беа наброени 9-10 ставки, дали една или две беа прифатени. Значи, дури јас и на јавна расправа која беше законот, промената на законот, дури со Мила Царовска многу често ми реплицираа овие од СДСМ, ме прекинуваа во збор, не ги почитуваа ни препораките. Воопшто. Не ги почитуваа ни препораките. Така да, еве сега и наш активист исто со ера трета, Суерет Алишан, тој пак го изгубил правото исто и на некоја социјален додаток. Мислам, за човек што е роден слеп, за човек кој што е вечето и тој е борец со невладен сектор, и дете без родители е расне, она што се вели, тој се вели и секојаш јас сум дете на државата, но државата како мајка негова овој пат му ги скрати тие права. Така да има многу повеќе како мача иде, да. Дали мислите дека лица со попреченост треба да се вклучат во политичкиот живот во Република Македонија? Апсолутно. Дури еве јас сум дел од Македонска ера трета. Јас секогаш велам вака на моите другари сооборци. Џабе мафтаме и пафтаме на пресконференции, џабе се буниме, џабе ќе застанеме, ќе дојдат камери, ќе ни сликаат, Бранкица кажала, оние кажале, вака кажале, се додека не им се влезе внатре. Ви велам, дувлото внатре, ништо не се прави. Се знае законите од кај се носат, од кај се даваат предлог закони. Значи, единствено од внатре.
Затоа овој пат сите здруженија, мислам сите оние како што сме дел од ера трета, се обединивме со ера трета, бидејќи ера трета и статутарно е инклузивна, прва инклузивна политичка партија, која што еве гледате и дел од структурите преку мене можат преку мене можат и да се уверат тоа нашите гледачи. Значи мора да се вклучиме во политичкиот живот, мора погласни да бидеме, мора да се избориме за однатре. Бидејќи за еден додаток или промена на член или амандман, па тоа е молење, пратеници, пратенички групи, па овој сакал да те прими, оној не сакал да те прими. Многу е полесно кога се има човек однатре. Затоа, тогаш кога седнавме, кога правевме моабет, си рековме единствен спас е да имаме свој представник. Сега, кој ќе биде, кој ќе си го гласа народот, нека биде тој најдобриот. Единствен спас е тоа, ја тоа. Вие сте вклучени доста сте вклучени во невладиниот сектор, кој се бори за правата на лицата по попреченост. Која е дејноста на вашата организација која е вклучена во борбата за правата на овие лица? Здружение Хендикеп плюс _, група за поддршка на лица за попреченост, ги вклучуваме и родителите на децата со попреченост тука, затоа и група за поддршка и сите оние граѓани хумани кои што при наши активности ни помагаат. Значи општо, борба за правата на лица со попреченост. Еве имавме неколку проекти, изработивме и анализи, за креирање на регионални политики, се со цел ајде да им послужи на сегашниве градоначалници, па и на идните да им послужи нели као некоја основа од кај да тргнат. Ма гледам не се заинтересирани. Воопшто ние се бориме за нашите права, колку не слушаат. Тоа е. Изгледа ми се колку вашите барања и потреби се вклучени во акцијскиот план на Македонска ера трета? Сега тука ја морам да се пофалам, бидејќи во акцијскиот план и со председателот Горан Тасковски бевме ностоп на линија и прво што беше, реков дај ми го акцијскиот план да видам труд и социјала прво и видов добра програмата претходно и тој што имаше нешто внесено, но сепак и тој кажа, вика Бренкица, ако ти не кажеш како треба, јас нема да знам, ти си таа што најдобро знаеш. Тоест, лицата со попреченост најдобро знаат што им треба. Не можеме ние да кажеме што ви треба ако вие не кажете. Го разгледав тој акцијскиот план и додадов, што и Горан се нафати, целосна имплементација на конвенцијата. Крај, точка. Му реков, со ова се е опатено. Тука е здравство, тука е образование, тука е труд и социјала, се, култура, секаде. Јас секогаш велам, лицата со попреченост не се само дел да се наоѓаат во делот на труд и социјална заштита. Тука е образование, тука е култура, некои еве сега спремаме спот со на девојче, кога знаете Ема Ананиевска што свири на клавир, слепо девојче, во култура може да се најде. И лицата со попреченост имат своји дарби, кои што можат да бидат тотално инклузивни, рамноправни со другите. Зошто да не? Па, да завршиме со ова, мислам јас, на крај. Ви благодарам за поканата, да видиме ваши гости и за разговорот. Ви благодарам и на вас и јас се надевам дека овој пат, ако не друго, барем ќе не видат на избори, дека постоиме. Да. Поздрав и се најдобро. Поздрав.